сите шејкерчиња и доредовте назад на каналот на најбрутално, најсмешните видеа на оваа македонска YouTube сцена. Зошто шејкерчина? За тие што не сте го гледале претходниот лайв, одете изгледајте го лајвот, се вика одговор на дел од македонската YouTube сцена. Така да во тој лайв вие гласавте и се одлучивме да од сега имаме име на нашите фанови. Така да нашите фанови ќе викаме како? Нормално, шејкерчина луѓе. Бам! Зошто шејкерчина? Поради тоа што шејкерчината асоцираат на нешто благо, а нормално што сум јас? Блага? Душа! Тука течи благо, затоа го отворив овака, да гледате, благо луѓе! Доста го влекував си играв куртак, шкурци, палци, ѓаволи, вранги и такви други ствари. Денес луѓе снимаме што попрво би, така да оставив на мојот Instagram профил стори да вие пишувате прашања на мојот Instagram профил, да јас ви ги одговарам вашите прашања, тоа е правиме челендж што попрво би со ваши прашања, шејкерчиња мои. Пред да го започнеме ова видео, оставете лайк на ова видео, сабскрибнете се на каналот, стиснете го и звончето до сабскрајб копчето и заследете ме на Instagram за исто како и ова видео да знаете што ќе се случува следно и кои ќе видат следни видеа и вие да учествувате во тие видеа наравно. Идеме да следите на Instagram, Стефан Благадуца, ќе сум мали. Значи што попрво би? Најпрвен доаѓа од Ивановски Дамјан, тоест Мини Хантер, а прашањето гласи: што попрво би? Поминал под маса или поминал под кочо? Поминал под маса за Великден, како тебе. Под кочо не би поминал, пошто ќе ме заскочи. Следното прашање доаѓа од Ѓулијана Димитриовска, поздрав до незе и вака, значи, што попрво би? Еден поздрав само од мене. Поздрав од тебе и поздрав до тебе. Еве го прими поздравот. Еве ти тебе. Поздрав шејкерче драго. Следното прашање доаѓа од Максим Трајковски или Чика Тандер. Поздрав до него, а тоа гласи вака: што попрво би? Бил Супермен или Благадуша? Нормално би бил Благадуша, пошто Благадуша има и способностите од Супермен. Можам и да летам. Нормално, сите знаат дека сум посилен од Супермен. Следното прашање доаѓа од Николовски Стефан 77 и поздрав до него, а тоа гласи вака: што попрво би? Дали попрво би скокнал од авион без подобран или да се ожениш, а да немаш деца? ПЗЗ. Попрво би скокнал од авион без подобран, пошто ако се оженам, а да немам деца е исто како јас да сум жена. По мене нека ме клецка тоа. Од подобран, без подобран. Од авион, без подобран. Следното прашање доаѓа од Иц Крстевски 10 и поздрав до него, а тоа гласи вака: дали попрво би јадел или снимал? И вие самите знаете што би правил побрзо. Ова, стомаче, се знаела доше, нели? Но би јадел па би снимал, а може би и би снимал како би јадел. Сега имаме едно многу креативно прашање кое доаѓа од Илиовски 2007, тоест Илиовски .2007, поздрав до него, а тоа гласи вака: дали би снимал, мислам, нашето видео е што попрво би, но тоа гласи вака: дали би снимал порно? И како што гледам тука не ми дал втора опција, така да, пошто не ми дал втора опција, ќе кажам дека па за добри пари, брате, знаеш, јас би снимал и порно, па и газ би покажал ако треба за добри пари. Следното прашање доаѓа од Шијаковски П. Најпрвен поздрав до него, тоа гласи вака: дали попрво би испил едно лајче кетчап или едно лајче чили? Лајче кетчап, неќем лута. Следното прашање доаѓа од Јовановски и со две и има долна црта на крајот, луѓе. Поздрав до него, а тоа гласи вака: дали попрво би се омажил за Барле и не ми остава втора опција? Ако се омажам за Барле, ништо не правиме тоцка, во муе не може да муче човекот па не друго. Ама ако се оженам за Барле, тогаш. Следното прашање доаѓа од Тами Мила, поздрав до Тами Мила, а тоа гласи вака: дали попрво би станал познат пејач или познат актер? Па би станал познат пејач, пошто јас знам да пеам. Соле мио, ламбриардиш, ти ми риатонали, алламбино, бедесимо, нунка парате, алламиго, соламија, меси, мама мија, спицерија, контра риго. Која си беше? Следно прашање поздрав до Христијан, долна црта 56. Дали попрво би отишол на зимување во Златибор или Банско или на одмор во Грција? На зимување во Златибор или Банско, нормално, зашо? Златиборец имаше чајна салама, затоа ќе во Златибор. Сакам чајна салама од Златиборец.
Да. Следното прашање доаѓа од IBIS Community. Поздрав до IBIS, најдоброто комјунити на светот, луѓе. А тоа гласи вака. Дали попрво би ја дупел Јованка или спиел со прши? И сам знаеш. Следното прашање ни доаѓа од Дејановски Андреј и гласи вака. Дали попрво би се четкал заби секој 5 часа или би се четкал заби 3 пати годишно? 3 пати годишно. What's that smell? Ew. Следното прашање ни доаѓа од Седум Марковски и. Дали попрво би скокнал од највисоката зграда или од хеликоптер со највисоката висина? Не би скокнал. Сега ни доаѓа прашање од Делфина, долна црта Стојановска. Поздрав до неа, а тоа гласи вака. Дали попрво би умрел или попрво би го зел телефонот и би си го акнал од глава? Само да го заклучам. Бам! Мајне, куне, мајне. Леле. Следно прашање од Илија Кирил. Дали попрво би iPhone versus Samsung? Брате, зна се која институција е најбоља, брате. Сега има прашање од X Неделковски X. Тоа гласи вака. Дали попрво би се откажал од YouTube или да го избришиш Instagram профилот? Instagram профил. RIP. YouTube вернос, мирно! Следното прашање ни доаѓа од долна црта Петровска 005, а тоа значи, тоа гласи вака. Ако некој човек ти понуди 1 милион евра или BMW i8, што би избрал попрво? Како изгледаше тоа BMW i8? Па би взела тие милион евра курци палци, би си купил и BMW i8, би си купил и пластични, what the fuck, не пластични, него би си купил и све што сакам, после ќе ме Султан Сулем. Не, дефинитивно 1 милион евра и 1 милион мекици, ако дава, може. Поздрав до Блажевски и, тоест Блажевски.и, а неговото прашање гласи вака. Дали попрво би да бидеш прв инструменталист на Балканот или прв пејач? Очи, моје очи, де су сада моје очи, де си мило моје очи. Прашање од Саровски долна црта. Поздрав на неговото прашање вака. Дали попрво би имал 5 деца или би немал ичу? Па ја, брате, би имал и 10, ако може, знаеш колку ќе може појчето подобно. Имаме прашање од Тошаревски кој гласи вака. Дали попрво би клецкал или уфкал? Не, ичу не убаво. Попрво би клецкал. И го имаме последното прашање, луѓе. А тоа доаѓа од Марта, долна црта 26005. Така да не знам што значи ова, може би датум на раѓање, може би телефонски број, пасот од куќата дома. Гром да те мани. А прашањето гласи вака. Дали попрво би Стојан или GP? Па вака, зависи, значи ако е за венчавка и за цел живот понатаму би си го зел GP, би си верил, би си го уважено. Една причина што ќе ме буста со сабскрајбери, ќе летнам одма, како што би рекле некои луѓе на лајвот, ако тој има 100.000, јас имам 200.000. Би се оженил со него, би си направиле многу дечиња кој ќе раѓа, тоа ќе се договориме ние, али веројатно тој ќе раѓа. А ако е за една ноќ, тогаш Стојане шовели. Бам, решио и брат два потеза. Бам! И како што тоа гледат луѓе, немам веќе меморија на камерата и толку ме прашањата, морам што може побрзо да го одјавам видеото, знам дека брзо зборувам, али тоа беше тоа, мои шеќерчина драги. Доколку сакате да слушате вакви видеа, не заборавајте да се сабскрајбите на каналот, да го стиснете звончето до него, да го лајкнете овој видео, да ме фоловнете на Инстаграм и све друго, Стефан Благово со сите сомали и да повторно ми пишувате вакви да гледате, да ме следите на Инстаграм и на стори, да гледате колку ќе поставам вакви статуси како би ви учествувале во тие видеа и ќе се видиме во наредно видео. Поздрав мои шеќерчина, јеби га, кој е благодушен овај